председателе. Денес оваа дебата трае малце подолго, но сето тоа е во интерес на македонската јавност, во интерес на разоткривање на вистината, каква и да е, кој и да биде одговорен, конечно мора да се научиме дека ќе одговара во Република Македонија. Најпрви би сакала да кажам дека ваквите извештаи од Државниот завод за ревизија ни даваат надеж дека не сите институции се подлежни на влијание од оваа влада. Вашата самостојност и вашиот интегритет се доказ дека секоја една институција во Република Македонија може да се издигне на нивото на својата задача и да ја заврши својата работа, ако сакаме да имаме држава. Јавноста генерално нема доверба во институциите, а нашата цел и со оваа комисија денес, и со анкетната комисија е всушност да излезе вистината на виделина, ќе повторам, за да не одговара повторно кабелот. Затоа што во Република Македонија научивме дека единствено одговорен може да биде некој кабел, некоја медицинска сестра, некоја чистачка, а оние главните, оние виновните, секако да се договорат, да зацкријат нешто и никогаш да не одговараат. И воопшто не е битно јас дали сум задоволна од работата на јавниот обвинител, и воопшто не е битно дали јавниот обвинител е задоволен од својата работа. Нашата денешна цел е тоа да граѓаните, кога ќе отидат на онкологија, да не се прашуваат дали ја добиваат вистинската терапија и во исто време да бидеме сигурни дека парите кои што Република Македонија од својот буџет ги одделува за лекови, на вистина завршуваат во лекови и на крајот се кај граѓаните, а не кај поединци кои што градат хациенди, возат мотори, кои што имаат огромно богатство, натрупија огромно богатство, но ќе речам на сето ова мора еден ден да дојде крајот, а мислам дека денес или утре, еве, е тој ден. Почитуван јавен обвинител, ние често дебатираме овде, на оваа говорница, по различни основи. Јас секогаш имам прашања за вас и затоа денешниот ваш говор фатив повеќе сегменти на вашите искази и она кој што мене ми беше симптоматично, би го потенцирала и во исто време, за разлика од мојот колега, јас би ви поставила неколку прашања. Рековте дека во оваа ваша истрага се ангажирани експерти од Државниот завод за ревизија и од фондот. Меѓутоа, Министерството за здравство не го спомнате. Дали не ви е потребно искуство од Министерството за здравство или сметате дека Министерството за здравство е едно од засегнатите страни или носи одредена одговорност во иднина заради своето постапување? Зошто го зборувам ова? Затоа што ако го мислите тоа дека во рамките на Министерството има некој кој што е одговорен, тоа со сигурност би бил министерот. И ако било која истрага би се одвивала според нормалниот тек на работите, според мое мислење, еве, јас сум лаик, иако сум правник, не сум никогаш вклучена во вакви работи, меѓутоа онака како што јас размислувам е дека министрите за здравство би требало да бидат повикани да дадат своји искази во вашата истрага. Она кој што мене ме загрижува е тоа што пред само неколку дена во ова собрание во една друга сала беше присутен министерот Сали и рече дека никогаш не дал изјава, односно не бил повикан во обвинителството да даде свој исказ и дури за прв пат слушнувал од медиумите за одредени работи кои што се случувале во Министерството за здравство, што за мене
е скандалозно. Ако не бил викнат Цали, тогаш дали биле повикани некои други министри и води некаква истрага за постапувањата на Министерството за здравство и зошто не е Министерството за здравство повикано како едни од експертите кои што ќе учествуваат во помош на обвинителството. Она кое што го спомнавте, но јас би ве потпрашала, рековте дека јавното обвинителство е во соработка со обвинителството на Косово, односно тројца обвинители воспоставиле контакт со обвинителствата во Косово и во Албанија. Тоа значи, според мене, дека вие имате одредени индиции дека нашите лекови оделе токму таму, и тоа значи дека истрагата е проширена и надвор од онкологија. Тоа значи дека истрагата е поширока и едноставно заради јавноста би требало да одговорите колку се вашите истраги отидени длабоко и како, односно дали имате представа за тоа кој и како соработувал со Косово и Албанија. И сега велите дека за да нема сомнеш во обвинителството се ангажирани и тројца од пациентите. Велите дека тие веруваат во обвинителството, меѓутоа македонскиот народ, македонските граѓани, македонските пациенти на онкологија не веруваат во обвинителството и токму поради тоа јас ги поставувам овие прашања за да бидеме сигурни и ние како пратеници, меѓутоа и македонската јавност, ќе повторам, за виновниците да се изведат пред лицето на правдата. Тука заедно со државниот јавен обвинител е главниот ревизор кој што учествувал во истрагата односно во изготвување на извештајот на Државниот завод за ревизија од 2021 година. Вчера одговараше и тоа нашата соработка овие 2 дена е навистина на нивото на задачата, е она кое што јас би сакала да запрашам зошто тој лично не е, и дали е повикан да ви помогне во вашата истрага, бидејќи она кое што вчера го слушнавме е дека Државниот завод за ревизија својот извештај кој што го изготвува го базира исклучиво врз база на докази. Дали тие докази се доставени до обвинителството или е побарано да бидат доставени во обвинителството. Понатаму, дали некој од обвинителството досега има влезено во економскиот оператор. Она кој што назив, ова е назив кој што овие денови го слушаме, а и така стои во извештајот на Државниот завод за ревизија, дека тоа е економскиот оператор кој што цело време соработува, тоа е единствениот добавувач и затоа ќе го искористам тој термин за да не нарушам на истрагата, онака како што велите вие. Меѓутоа, мене ме интересира, а сигурно и македонската јавност ја интересира, дали некој од обвинителството има влезено таму, за да ги погледне договорите, за да види низ списите за што све се работи, дали нивните документи соодветствуваат со документите кои што се најдени во онкологија и она кој што исто така мене ме интересира е дали е запренет одреден материјал од Министерството за здравство, а не само од онкологија. Сега, она кој што за мене е клучно, вие денес се налутивте дека ние велиме, односно се налутивте кога беше кажано дека досега може би требаше да има луѓе кои што се приведени, меѓутоа јас не би го употребила тој збор, јас би употребила зошто досега немаше лица кои што се оддалечени од своето работно место. Ние знаеме дека правото располага со таков институт, односно може слободно да го
користи обвинителството да бидат оддалечени, да бидат суспендирани вработените кои што биле инволвирани во овој скандал. Зошто? Заради тоа што низ и новинари, меѓутоа и лица овие денови сведочат на Facebook дека одредени луѓе се таму за да контролираат, за да притискаат, за да замолчуваат вработени, да ја зборуваат вистината, а со самиот тој чин правдата не може да излезе на виделина. Тоа значи дека овие луѓе се оставени да влијаат врз сведоците и да влијаат врз истрагата. Многу би било полесно на сите, дури на пациентите на онкологија, кога би знаеле дека обвинителството презело чекори, презело мерки и во моментот ги тргнало од работните места оние луѓе кои што досега биле инволвирани со овој скандал и така ќе бидат помирни и да ја примаат терапијата и повторно да речем да се ја вратиме до вербата во онкологија заради тоа што ова е нужно потребно во оваа процедура. Парите се отапувачка од Ристо Крле, сите знаеме. И во оваа драма е жално, ова е скандал во кој што е жално што повторно парите се причина за сите овие работи кои што се случувале таму. Затоа е битно соработката на обвинителството, заедно со сите институции, рековте, и фондот, и ДЗР, имате ангажирано и експерти, и технички соработници, знаете како се требувале лековите, меѓутоа, она кој што е потребно на македонската јавност и она кој што е битно е лицата кои што биле инволвирани во ваквиот скандал, да бидат оддалечени од своите работни места, да не можат да влијаат на истрагата, да не можат да влијаат на сведоците, затоа што едни истите луѓе кои што оделе вчера на онкологија, одат денес пак. Едни истите луѓе кои што го правеле пописот во 21-та година, го прават денес пак. Истите секретарки, таму се вработени по 20 години, од таму одат во пензија. Тие се веќе семејство. Не можете вие да кажете дека тие ќе си продолжат да работат, еве, по насока на ДЗР од 2021 година, се превземаат одредени чекори, се носат одредени процедури, од утре веќе нема да биде исто. И сето тоа е во ред. Меѓутоа, мораме да бидеме сигурни дека овие луѓе нема да имаат повторно допир со инекциите, со лековите на пациентите и овие исти луѓе нема да смеат никогаш повеќе да ги направат злоделата за кои што целата македонска јавност се уште се сомнева дека ги сториле. Од сето ова што ние го слушаме во медиумите, во јавноста, станува една помпа. Одговорно е обвинителството да ја прекине таа помпа. Да ги посочи што е можно поитно луѓето, да ги отстрани од своите работни места, не мора да поведе никаков обвинителен акт, седор не се стекне, не се прибави со соодветните докази. Заради тоа што ние знаеме дека во Македонија е најлесно да се биде криминалец. И тоа ми е многу жал што го кажувам, меѓутоа очигледно така се научија луѓето од власта, дека е најлесно да се биде криминалец и дека ако се потплати малце повеќе, едноставно системот ништо не ти може. Вие рековте денес дека сте прифатиле, но не сте морале. Ние ќе ви речеме дека морално е да бидете присутни и за тоа сме благодарни, заради тоа што на тој начин покажувате дека сакате да се постапи во врска со овој случај. Рековте дека овој материјал можеби не е од особено значење на собранието и не е правен по потребите извештајот на обвинителството, како што ве разбрав. Меѓутоа, од овој извештај се гледаат многу детали. Вие рековте дека не сите представуваат кривично дело,
но јас би сакала уште да ми одговорите на ова прашање, што за вас е кривично дело од ревизорскиот извештај. Затоа што ние гледаме многу елементи, многу показатели, многу индиции кои што нам ни укажуваат на кривично дело. И можеби нашето зборување е сосема во погрешен правец. Еве, вие кажете ни што спрема вас е кривично дело, а кое што е опфатено од овој извештај на Државниот завод за ревизија. Има многу прашања, меѓутоа сакав да бидам пократка и сега би сакала да прашам она кој што веројатно денес колегите не го спомнуваат, тоа е КАТО системот. КАТО системот кој што не знам дали постоел во пописот, и тоа би сакала да го прашам одговорниот ревизор кој што учествувал во истрагата, односно во изработката на извештајот на Државниот завод за ревизија, е дали на лице место го најдовте КАТО системот, дали проверивте каде е сместен тој КАТО систем, дали во некој соодветен попис, заради тоа што ако ги гледате пописите мора да постои како набавен, доколку не е расходуван. Јас можеби 10 години учествував во изготовка на попис на моето претходно работно место и точно знам како се прави тоа. Значи, кој дал наредба да се исфрли од употреба, дали имате такви сознанија, затоа што во 2021 година морал да го има односно во пописот морал да стои, и дали пишува таму со која одлука, со кој број, од која дата, кој донел одлука за овој КАТО систем да не функционира. И исто така, она кој што сите го зборат за акцелераторот, да не се повторам, јас би прашала за тоа кој дал наредба акцелераторот да биде чуван во царински склад и секоја година државата да плаќа пари за негово чување, колку што всушност вреди еден акцелератор. И дали сето ова би можело исто така да биде одредена индиција за одговорност на оние кои што така расипнички се однесуваат со целиот имот на Република Македонија, па и со овие апарати кои што, еве, ние знаеме дека пациентите чекаат и со месеци да бидат прегледани со некои да бидат третирани, меѓутоа, очигледно на некој, како што е економскиот оператор или економскиот набавувач, или не знам како го рековте вие, оној кој што имал 6 сестри, односно керки фирми преку кој што оделе главната набавка на лековите за биолошката терапија, па и сите лекови кои што се користат на онкологија, очигледно не му бил потребен, не му бил од корист овој акцелератор и едноставно било укажано за економската исплатливост дека подобро е да стои во некое депо или царински склад и така да ја собира прашината наместо да помага на граѓаните и на пациентите на онкологија или она за кое што бил и всушност набавен овој апарат. Ви благодарам.